Верица Грабулева Трајкова од Штип со своите 99 години воодушевува со животниот елан, енергија и ентузијазам. Годините како друг да ги носи, бидејќи таа за себе и куќата се грижи како некогаш. Секој ден си свршувам своите работи, полека. И имам малку проблема, ама морам да сум така. Ще раздигнам малку така ниско, нешто што нека паднало да го дигнем, тоа работи. Слободното време за баба Верица е решавање на крстозбори. Тврди, меморијата е во перфектна состојба. Памети се од својот живот, па дури и строфите кога ги научила додека била мала. Ги завршаш работите, што правиш друго после? После друго решавам крстословка и читам весник. Друго не можам ништо да правам, оти многу ми болат нозите и раците и толку ми од мене работа. Служи ли меморијата? Служи. Меморијата сета служи. Од дете што сум чула, што сум напунила у главата, се спамтам. А сега што ставам нешто некаде, забрам. Да ви кажам некоја приказка, како сакате, некоја стихотворба. Ајде. За убиството на крал Александар. Ајде. Власенопочившем кралју уединителју Александру I. Од онога дана несретнога, од часа погибие твоje, цав твој народ тужи, плаче, цвили, а за тобом Господару мили. Во меѓувреме, по телефон се слуша со децата, внуците, парафнуците, бидејќи намисла тие и се постојано. Што најдам интересно у весниците, се читам и се правам, решавам после крстословка и така полека дено помине. Меѓутоа и телефонот ви е во раката? И телефонот, и училата, и лупата, што пишувам, што читам, се ми е уред. Дали сте на постојана врска со телефонот со вашите внуци, парафнуци, блиски? Да. Стално, секој ден, сестра ми од Скопје, секој ден по 2 пати ми се јавува. И другите братучеди, што имам братучетки, сестричници, сите ми се јавуват. Многу се слажеме со нив. Што обично прашуваат тие? Што правиш, како си, добра ли си, се тоа и кажуват ми што да сум правила, нешто ми... Ти дават совети? Совети ми дават. Во долгата ретроспектива на животот, една од најстарите штипјанки вели дека за ништо не се кае. Задоволна е и горда на семејството и на нешто друго. Таа лично го познавала Мијалче Парнаџиев, подоцна Гаврил Епископ Велички, кој на 27 мај 2017 година беше канонизиран и оттогаш е светец. Знам го, добар човек беше, многу даваше ни совети, многу се слажеме со него. Беше учител, беше добар човек, воспитан, не можам да кажам, беше многу свини човек, учеше ни како да се живее добро и се најдобро од него. Поентата на животот за баба Верица е меѓусебното разбирање, но сега најважно за нејзе е безграничната љубов која ја даваат незините најблиски. Тоа е најважното, што многу ме поштуват децата и ме чуват. Многу имам правнуци имам, многу ми се далеко, многу ми мака за них. Не можам да си ги видам. А вие тука многу ми добро поштуват. Значи најважно е да се има љубов, разбирање. Има, да. Има разбирање, има добро меѓу нас. Децата ми се многу паметни, ама многу надалеко ми ојдоа тука остана само 2 деца. Ќе те прашам уште нешто, значи. Што е потребно да се биде во животов за да се доживее 99 години? Па
Најважно е тоа да си човек како што требе, паметен, да си взимаш што требе, што не требе. И така децата ми се многу паметни. Но не е доволно само љубовта и позитивните вибрации и емоции. Верица строго внимава што јаде. Внимавам што јадам. Не јадам се нешто што не се јадам. Например? Например, пржено не јадам, мрсно не јадам, тако што не е да јадење не јадам. Овошје зеленчук? Овоше јадам и зеленчук, се јадам што треба. Млеко, млечни производи? Млеко пием, млеко и јогурт. Пием. Кога ти започнува деното? Рано сабајле или како? Рано сабајле станам у 5 сата и почнам да си правам што треба, нешто си направам си салатичка, нешто земам да си згреам јадење. И така помине дено. Чај зимам боздел цвет, секој ден зимам боздел. Тоа ми е најдоброто што ме прави. Со нескриена надеж, повторно да се видиме наредната година, кога таа ќе го прослави 100-тиот роден ден. Нашата домакинка, посекувајќи ни нам добро здравје, не заборави да не подсети. Негувајте се себе си, бидете полни со љубов, а нервозата и лутината фрлете ги на буништето од лоши работи.